Се направија реформски проекти кои на Крушево му го сменија ликот. Од запоставен град со неуреден центар стана современ туристички центар со средено централно градско подрачје, фонтана, реконструирани скали, долгоочекуваниот градски пазар кој од денес е пуштен во употреба, големо фудбалско игралиште, пешачка патека околу езерото, реконструкција на локалните улици во градот, нов кеј покрај реката во село Бучин, реконструиран домот на култура во село Бучин и во Крушево, компјутеризација во училиштата во Бучин, Светомитран и Првоец и Крушево, реконструкција на водоводна мрежа во село Новорово и ред други проекти кои се финансирани од владата на Република Македонија преку локалната самоуправа и градоначалникот. Она што го направивме за Крушево и што ќе го правиме во иднина и за градот и за Република Македонија, има еден едноставен одговор. Како успеавме? Со две работи. Прво, со враќање на почитта кон човекот, со враќање на грижата за нашите заеднички проблеми, со враќање на она што најмногу не достигаше во овие изминати 20 години, со враќањето на вниманието за македонскиот граѓанин. И втората работа, успеавме затоа што ги запрегнавме ракавите, го ветивме тоа што го можевме, го остваривме тоа што го гледате и го имавме досега и го имаме најдобриот градоначалник на општина Крушево, Баско, крушевчанецот, кој што ги направи сите оние работи подпомогнат од владата на Република Македонија. Тоа е она што не разликува нас од другите политичари. Кога ќе слушнете некој да праша која е разликата помеѓу Бранко Црвенковски и Никола Груевски, таа разлика е многу едноставна. Од Бранко Црвенковски можете да слушнете големи ветувања и да доживеете уште поголеми разочарувања. Од Никола Груевски може би нема веднаш и во секое време да слушнете ветување, но кога ќе добиете едно ветување, следува остварување. Тоа е човекот збор, ние сме политичка опција која што внимава на својот даден збор. Il gruppo del Partito Popolare Europeo mi ha incaricato di venire qui perché i nostri partiti sono amici e perché il Partito Popolare Europeo vuole al più presto che la Macedonia entri nell'Unione Europea. Porto al Premier Gruevski il saluto del Partito Popolare Europeo con l'augurio di una grande vittoria elettorale per continuare sulla strada delle riforme e per portare la Macedonia nell'Unione Europea con una grande vittoria del Premier Gruevski. Прилеп не е тоа што беше од времето на СДСМ. Прилеп не е повеќе срам за прилепчани. Прилеп не е град кој што го спомнуваа во времето на СДСМ само во црната хроника, за немајне вода, за криминал, го спомнуваја за голем број нерешени комунални проблеми и така натаму. Сега Прилеп го спомнуваат само за убави работи, за нови плоштади, за нови паркови, за нови споменици, за нови фабрики. Прилеп го спомнуваат за реконструирани училишта, за изградени спортски сали. Прилеп го спомнуваат како најчист град во Република Македонија. Прилеп го спомнуваат по многу убави работи, по фестивалите кои што ги имаме и стотици, илјади посетители да го посетуваат овдека нашиот град, да се запознаат со сите убавини на градот Прилеп. Новен народ не му требаат кафе, локум и обланди. Новен народ му треба програма, му требаат проекти, му требаат реализација на тие проекти. Му треба ВМРО ДПМН и Сдружената коалиција да продолжи да работи и за Прилеп и за Република Македонија. Почитувани граѓани на Прилеп, во 2006 вие ја дадовте довербата на Никола Груевски и неговиот тим да ја водат Македонија, да ја водат во подобра економска иднина, да создадеме подобри услови за живот на граѓаните, инвестиции, работни места и да направиме се што можеме за секој граѓанин да почувствува дел од придобивките на тие реформи. И ние работевме како тим, како што Бранко си го одбра тимот, така и премиерот Груевски си го одбра својот тим.
иако во тие 4,5 години половина од мандатот беше под влијание на светската економска криза. Работевме да ги исполниме оние работи што ви ги ветивме и што беа напишани во преродбата. Денеска, од кога помина кризата, сите се паметни. Кај беа кога цели држави пропаѓаа на колена, кога падна Исланд, Ирска и други европски држави? Кај беа кога масовни пропаѓања имаше на фабрики во светот, пропаѓање на банки, отпуштање од работа, а ништо од тоа не се случи кај нас? Ние не се жалевме, ние стегнавме заби, работевме двојно понапорно за да спречиме кај нас да се прелеат последиците од таа криза. И онака како што им ветивме на нашите граѓани, така и работевме. Во екот на светската криза, пред кризата и во текот на кризата, значи. Како што ветивме цели 260 милиони евра субвенции им исплативме на земјоделците во Република Македонија. И затоа, кога ќе дојдат нашите политички конкуренти Заев и другите, кажете им дека треба да зборуваме за инфраструктурни и други проекти. Кажете им дека не можат да го купат вашето достоинство и гордост во 21. век со кафе и локум. Затоа вие прилепчани сте помудри од сите политичари. Верувајте само на нашите дела, на она што сме го направиле за Прилеп и за цела Македонија кога сме имале шанса да направиме. Добро вечер, Прилеп! Добро вечер, драги мои прилепчани! Ги слушам деновиве говорат дека ако ја добиеле довербата, ќе почнал пресврат во Македонија. Заборавиле дека пресвратот веќе започна. Пресвратот веќе започна, драги мои, кога СДСМ замина од власт. Во минатото ниту еден пензионер не се сеќава да имал зголемување на пензијата кога на власт биле СДСМ. Но се сеќава да имал намалување од 8%. Па во овие 4 години имаме 35% зголемување на пензиите на македонските пензионери. А најниските пензии дури до 40%. Па ете го пресвратот каде започна. Народот го препозна тој пресврат. Народот го препозна и веќе во 2008 година му даде и поголема сила и поголема моќ. А сега овој народ на 5 јуни ќе покаже дека реформите мора да победат. Пресвратот почна во Македонија и се гледа и по тоа што државната администрација не се сеќаваше да имала зголемување на платите и покрај светската економска криза, најголема во последните 80 години. Платите на јавниот сектор порасна како никогаш дотогаш за 25%, а социјалната помош и до 30%. Така започна пресвратот во Македонија. Тука во Прилеп добро знаете што значи да се има власт која не дава никаква поддршка, но и добро почувствувавте влада, одговорна гарнитура, луѓе кои ветуваат и исполнуваат. За 2 години, 2010-2011, само субвенциите 28 милиони евра влегоа во Прилеп. Затоа што овдека се изгради трета лента на делницата од Дреново до Прилеп преку Плетвар, проект вреден околу 4,5 милиони евра директно финансирани од буџетот од владата на Република Македонија. Затоа што во целост се завршени градежните работи за замена на цевководи, кукни приклучоци во водоснабдителната мрежа на Прилеп. Вкупната вредност на овој проект изнесуваше 10 милиони евра за Прилеп.
затоа што владата учествуваше со 20 милиони денари во изградба на новата општинска зграда, затоа што ВМРО ДПМН чувствува одговорност према оние кои што им ја дале довербата и одговорност кон секој граѓани на Македонија да му помогне секогаш кога е тоа можно. И тоа ќе продолжи и понатаму да биде така. Барем додека е ВМРО ДПМН на власт. Затоа, заради стореното, заради учинокот, заради она што беше направено, но и заради она што се предвидува во новиот манифест, во новата програма, во следните чекори напред. Затоа на 5 јуни ќе се добие довербата така масовно и така силно, што за едни ќе значи заменување во политичката историја, а за други ќе значи нова обврска, нови проекти, над 1200 проекти, чија што главна цел е отворање на нови работни места во Република Македонија. Тоа е целта на овој манифест, тоа е целта на новата програма, тоа е целта на ВМРО ДПМН. И затоа што во новата програма предвидено е подобрување на патната врска од Градско до Прилеп, преку изградба на експресен пат од Градско до Дреново со минимум 3 ленти. Затоа што се предвидува довршување на започнатата реконструкција на општата болница во Прилеп. Затоа што ВМРО ДПМН инвестира и ќе доинвестира вкупно во цела Македонија 100 милиони евра во опрема за медицински апарати, опрема за здравството, за граѓаните на Македонија, за оние на кои ќе им биде потребна. Затоа што во Прилеп се предвидува изградба на пречистителната станица за отпадни води во Прилеп во вредност од 11 милиони евра. И затоа што во минатите 4,5 години, како што вети, удри против криминалот и корупцијата во Македонија како никој досега, како ниту една влада. Дали некој се сеќава на акција од типот на бумеранг, од типот на змиско око, од типот на пајажина, од типот на пепел, од типот на редица други со кои што силно, непоколебливо удривме против криминалот и корупцијата. Така и ќе продолжиме и уште посилно од тоа. Овој народ денеска разбира кој е тој што се бори против криминалот, а кој е тој кој ги злоупотребува медиумите за да е сопре борбата против криминалот и корупцијата во Македонија. На 5 јуни ќе победи честната гарнитура, таа што се бори против криминалот, таа што се бори против корупцијата. Во овие 20 години се изнагледавте се и се што на политичката цена. Разни политички хоштаплери и манипуланти, што ли не ветуваа, што ли не обеќаваа, какви ли не навреди слушнавме од нив, какви ли не лаги и клевети и по мене лично, и по моите соработници, и по мојата фамилија, удрија колку што можеа. Но, драги мои, тоа се луѓе кои што можат само да пукаат. Тие луѓе немаа што да кажат за себе. Тие луѓе немаа што да кажат како свое дело, како свој учинок, како свое исполнето ветување. А сите тие добија шанса, само уште 7 дена, до остварување на овие над 1200 проекти. После се она што се случи, овој народ, сигурен сум дека на 5 јуни сложно ќе се здружи и масовно ќе даде подршка 62 пратеника за ВМРО ДПМН, за Република Македонија.